Здраво близнаци, здраво на сите, ова е видео за вас, праките што ќе ги чуеме ќе се однесуваат на месец април 2022. И сега при да почнеме со праките, јас само накратко сакам да кажам нешто во делот со претплатата, затоа што имам информација дека некои не го сватиле концептот на претплатувањето, па само накратко да ви споменам, еве вака. Кога се велам претплатете се, тоа апсолутно не значи дека вие некаде нешто треба да платите. Значи, со тоа што се претплатувате, вие само кликате на копчето subscribe и ништо повеќе и никој никаде вам нема да ви наплати. Значи, вие со претплатата не учествувате финансиски овде. Многу добро знаеме, YouTube го гледаме и го слушаме бесплатно, значи и овде истото, станува збор за истото, и никаде ништо нема да платите, ниту треба, ниту ќе се случи тоа. Значи, ова вие го гледате и го слушате бесплатно и тоа е тоа. Јас ви ветувам дека финансиски вие не учествувате. Вие учествувате и придонесувате со вашето претплатување на тој начин што сте дел од нас, нели? Ги гледате видеата, лајкувате, споделувате, коментирате и така натаму. Помагате канал да расте. А во никој случај не плаќате ништо, значи никаква наплата нема да се случи. Да не должам многу, да си преминеме на параките. Ева што е прво и што најмногу ми боде очи. Тоа е дека еден дел од вас вие на некој начин сакате да дојдете до некаква информација околу вашата иднина. Вас нешто не ви дава мир, сака нешто да дознаете. И сега, како ќе го дознаете, еден дел од вас ќе се посоветувате со некакви можеби видовити луѓе, видовити лица. Еден дел од вас ќе се можеби дел од вас информацијата за иднината ќе ја добиете и на еден многу поинтересен и поинаков начин. Вие може во сон, преку соништата нешто ќе дознаете. Некаква порака околу вашата иднина доаѓа во месец април. Дали вие сами ќе појдете да ја побарате или таа сама доаѓа преку соништата, тоа не е важно. Важно е дека вие ќе дојдете до таква информација или пак вие само ќе слушате тарот и ќе дојдете исто до таква информација. Тоа не е важно. Важно е што ќе чуете. Сега да ви кажам што ќе чуете. Она што ќе го чуете вас ќе ве израдува, значи ќе ве направи пресрекни. Зашто? Затоа што кон вас конечно доаѓаат мигови на среќа, на задоволство, период исполнет со едноставно спокоен период, мирен, убав, ќе уживате во животот на некој начин. И вие тоа го заслужувавте, предолго бевте, јас знам, предолго бевте во проблеми, во некакви ограничувања, постојано бевте со ограничувања, чувствувавте како да не можете ништо да направите. И сега, конечно, вие ќе дознаете дека за вас следуваат прекрасни години, прекрасен период, што е важно. Важно е да го препознаете тоа и да уживате во тоа. Затоа што во никој случај не можете да си го направите она што ние луѓето многу често знаеме да си го направиме, а тоа е да не ги препознаеме миговите и да оставиме така да поминат, а ние да бидеме во една многу поинаква психичка, ментална состојба. Затоа што ние луѓето знаеме и во најубавите околности или места или ситуации да се чувствуваме неубаво или обратно, во најлошите ситуации, околности, места да се чувствуваме на некој начин задоволни. И тоа е клучот. Вие треба да го препознаете и конечно опуштете се, идат многу убави години, убав период во вашиот живот. Конечно. Друг дел од вас, мислам дека нешто завршуваат. Еден друг дел од вас ставаат крај на нешто. Сега за некој тоа е врска. Во врската вие чувствувате дека доволно беше, доста беше, вложивте вие многу, за возврат не добивте ништо. И конечно
ова сакате да престане и ќе ставите крај и на интересен начин ќе ставите крај на партнерот, тоа ќе му го кажете преку порака, нема да разговарате поинаку, туку преку порака ќе му дадете знање дека овде е крајот, вие веќе не учествувате во ова. Друг дел од вас мислам дека таму каде што работите не се чувствувате задоволни и таму каде што работите мислите дека не добивате за возврат доволно, ни финансиски не сте исполнети, ниту на било кој друг начин и ќе направите нешто да ги промените работите. Не гледам дека ќе смените работата, меѓутоа нешто ќе се случи тука, можеби едноставно сами ќе се обидете да си ги земете, да си ги земете наградите кои ви следуваат или благодарноста или како и да е. Вие ќе видите како ќе се одвивате во вашиот живот, меѓутоа мислам дека сами нешто ќе промените тука, за да не се чувствувате и понатаму незадоволни, нели? Друг дел од вас пак вам ви натежнале еден куп обврски. Значи, еден куп обврски, не знаете од каде да започнете, премногу се обврски. И сега, што правите? Вие наместо да почнете полека да ги завршувате, да си ги завршите обврските една по една, вие се препуштате така на некој полежерен начин на завршување обврскиве и сакате со уживање и со не премногу труд да си ги завршите. И во некој момент тоа малце ќе ве загрижи, ќе си речете вас ви се гомилат обврскива, вие ништо не преземате, си уживате, си шеткате, сте преминале на еден поубав начин, знаете, без многу грижи и малку тоа некаде длабоко вас не ви дава мир, зашто така постапувате, но сакам да ви кажам едно, никако да не го менувате. Токму тој ќе ви донесе успех, затоа што ако почнете сега да се грижите, малце ќе се изгубите во нештово и не знам дали ќе успеете да си ги завршите обврските, но продолжете со овај лежерен начин, на некој оптимистичен, како да кажам, не знам, важно, не почнувајте со грижи и со брзање во никој случај, полека, посигурно. Така ќе се завршат работите кај вас. Друго што имам да ви кажам, друго, дека некој во вашиот живот ќе ви каже дека ќе ви помогне за некоја работа. Дали ќе биде тоа помош? Дали ќе биде тоа дали може би пак во љубовта, ова ако се однесува за тие што се однесува во љубовта, партнерот или некој ќе ви каже дека ќе биде тука за вас и ова ќе го изјави на еден многу со едно големо ветување ова ќе дојде. Значи, ќе ви каже, ќе ви вети многу голема работа. И како ќе се одвива, ова ќе ви каже дека нешто, значи огромно некој нешто ќе ви вети. Може нема да биде за љубовта, во љубовта може во нешто друго ќе биде, меѓутоа некој вас доаѓа со едно огромно ветување и тоа нема да биде само ветување и туку така ќе си лебди некаде некое ветување во воздух, не. Туку веднаш после ветувањето вие ќе почнете да ги забележувате неговите чекори кон остварување на тоа ветување. Значи постапно ќе оди чекор по чекор и ќе го исполни тоа што ви го ветил, меѓутоа е нешто страшно големо, очекувајте едно големо ветување, која ќе се исполни не веднаш, меѓутоа чекор по чекор. Исто така некој друг во вашиот живот се бори со нешто и мислам дека е при крај на своите сили. Ова со кој се бори е многу големо. Може би вие сте со тој со кој се бори.
Може би пак вие се борите со него и некако претешка е борбава. Многу е тешка и силите се при крај. Па почнуваат сега се одат и грижи. Дали ова некош ќе заврши, дали ќе се сменат работите. Меѓутоа, април месец нема да се промени ништо, затоа што очекувате промена околу тоа со некои луѓе, околу кои или вие премногу се изморувате, или тие со вас, ништо нема да се заврши. Ситуацијата останува таква како што е, тешка ќе биде. Меѓутоа нема да помрдне, знаете, ни напред ни назад нема да се помрднат работите. Имам чувство дека некој станува зависен од вас. Или пак некој се бори со нешто. Може би вие си го препознавате, јас кога го кажам, вие го препознавате. И не е ништо мало, нешто е големо, меѓутоа нема да се смени ништо околу таа енергија и ситуација. И па тоа би било она што би можела накратко да ви го кажам во ова видео. Сега за крај, знаете, се замислувате желба или прашање и јас ви одговарам. Ајде да видиме за моите драги близнаци. Епа, драги мои, ова е, значи, немам друг збор освен да, милион % да. Значи, одговорот на вашето прашање или желба е да, ако е со да и не, ако е со друго, значи, очекувајте врв на задоволство, очекувајте среќа, очекувајте исполнување на желби, очекувајте прекрасни нешта. Драги мои близнаци, до следното видео се надевам ќе ми останете во добро здравје и добри мисли. Чао, чао!